Почитувани добровечери, добре дојдовте и во овој појас од Студио 1, 20 на минути по 19 часот, па се до централниот дневник на 1 ТВ. Она што искрено се одлучи вечерва да го зборувам во овие минути пред централниот дневник е тема и приказ на која што верувам во овој ден ќе ви дојде како вистинско опуштање со оглед на тоа за што ќе збориме, односно за тоа на што се луѓето подготвени за да го истераат тоа што се нарекува лично задоволство. Со мене вечерва се Силвија и Антон Митреви. Добро вечер. Добро вечер. Луѓе кои што вчера пристигнаа во Скопје по речиси една година патување со моторцикл или мотор низ светот. Не баш низ целиот свет, но многу земји поминавте. Сте тргнале на 20 јуни 2018, а се вративте вчера. Прво добре дојдовте. Добро најдов. Добро најдов. Малку ве избрзавме во ова што ни е намеро да го зборуваме вечерва, со оглед на тоа што, како велиш ти, уште не сме ни свесни дека се вративме, но еве рековме да ве имаме прво овде за да слушнеме што тоа правевте цела една година. Силвија? Цела една година, секој утро се качувавме на мотор, пакувавме куфери, не знаевме вечерта кај ќе преспиеме, не знаевме што ќе јадеме, го шетавме светот. Тони, каде бевте се? Па како што кажавте, значи на 20 јуни минатата година тргнавме од плоштадот во Скопје и поминавме, значи прво беше Бугарија, Турција, Грузија, Русија, Казахстан, Узбекистан, Таџикистан, Киргистан. Сите станови, Сите станови што се по списокот, потоа се префрливме во Индија. Индија попрешно ја возевме речиси цела. На исток и влеговме во Непал. Непал поминавме убав дел од државата. Потоа повторно се вративме во Индија затоа што мораме повторно преку Индија да се префрлиме, односно преку Мјанмар за Тајланд. Од Тајланд заминавме за Малезија. Малезија се префрливме во Индонезија. Значи Индонезија возевме буквално цела од северниот дел на Суматра до скроз југот на Јава и потоа и островите Бали, Ламбок. Има тука многу места, многу други места кои во моментот и не можеме да ги. Завршивте во Австралија? Да, од таму се префрливме во Австралија. Австралија ја поминавме по тој централниот дел, значи од Перт до преку Аделаида, преку Мелбурн, Камбера, Сиднеј, па скроз до малце погоре до пред Брисбен. Да, Брисбен. И потоа од Сиднеј се префрливме во Европа, поточно во Барселона, Шпанија и од Шпанија. Се враќате со авион од Австралија во Европа, Барселона, од Барселона назад со мотор. И тоа се трае, рековме, многу долго. Зошто човек би го направил овој подвиг? Па ние се одлучивме, бидејќи во светот на мотоциклизмот има многу мотори што го заобиколиле светот и биле на сите континенти. Македонски мотор со македонски таблици, македонско знаме немаше до сега. Сакавме да бидеме први, успеавме за 3 континента, значи Европа, Австралија и Азија
ја Да ги поминавме, поминете. остана уште двата континента. Сакаме да бидеме првиот мотор што ќе направи тоа македонски мотор. Тоа значи дека Америка и Африка остануваат како Да. следни дестинации. Да. До тогаш би почнале од Африка, па би се префрлиле у Јужна Америка, Америка, Канада и би се вратиле назад. Кој беше од двајцата задолжен за да ги наречам најсериозниот дел од подготовките да се тргне во ваква авантура? Прво едниот или двајцата бевте во тоа да ја одредите рутата, каде ќе се вози, да се обезбедат финансиски средства и така натаму. Мене од она што малку ве гледам ми се чини дека тоа го правите многу заеднички. Сега не знам дали грешам. Да, точно, во право сте. Значи, тоа го правевме заеднички, тоа и тие припреми траја речиси една година. За таа година покушавме колку можеме да се едуцираме, да дознаеме многу повеќе за државите. Пред ова патешествие, Така. која ви била најдолгата дестинација со мотор или колку време најдолго сте поминале на мотор? Па добро, сме имале тури кои во главном биле европски. Сега ни е смешно да кажеме Италија, Германија, Австрија. Тоа е како Мислам, до Драчево да одите, да. Да. Добро. И на југ, Грција, Турција, ваму на истокот и така. Добро, затоа Тоа прашав, било се. ова патување сигурно барало посериозни подготовки, да ги знаете и временските услови што ќе ве чекаат и култури на кои ќе наидете, типови на народ и така натаму. Тоа го дознавме во главном преку интернет, значи баш покушавме Истражувавте. да истражуваме да се вклопиме во тие временски зони, во временски ја не знам како ги нарекуваат Сепак они. тешко се вклопивме на крај. Да, Тешко се меѓутоа вклопивте. Па да, меѓутоа не е бидејќи тоа, извини, не е тоа баш онака како што го пишува во книгите или во интернет. Значи, сепак најдовме на многу Поразлични поразлични работи од тие што можете да ги прочитате. Например? Така. Например, ние гледавме да ги да не стигнеме за монсунските дождови, да биде после монсунските дождови во Индија. Бидејќи ги избегнавме монсунските дождови, успеавме, чекавме за да ги избегнеме да пројдат. Кога ни јавија се слушавме со нашата амбасадата од Делхи. Заблагодарувам за помошта во оваа прилика. Кога тргнавме, за жал после тоа не фати дождовна сезона и во Индија, и во Тајланд, така да некои 3 месеца од прилика возевме секој ден под дожд. Секој ден под дожд. Секој ден. Да, тоа можеш. Тоа е вака едно од сигурно најмалку очекуваните работи кои што ви се случиле дека 3 Па во месеци. Но она што е почетокот- многу интересно е дека вие година дена сте возела и сте практично живееле само во каде и да одите било лето. Да. Да. Вие зима не сте доживеале оваа година, нели со оглед на тоа што последните 3 месеци сте ги поминале во Австралија. Тоа уште повеќе и тоа е веројатно смислено, нели? Да не ве фатат Да. зимски Точно услови така. на патот. Да. Планиравме и влезот во Европа да биде во пролет. Меѓутоа, веројатно малце таму позакасни пролета, па првите студени денови за мотор, нели, ги почувствувавме таму. Така. Ние имаме на вашата Facebook страница исто така има многу фотографии и видеа. Овој проект ќе го наречам сега веќе, или ова ваше патување или патешествие, во меѓувреме си добива свое име, би рекла, или своја мисија, тоа е гушни го во меѓувреме, велам се подготвувате, па уште пред да тргнете вие кога сте сакале, верувам, гушни го светот не би било на крај памет, но гушни го светот е денеска вашиот нов член на семејството, како што велите. Значи, проектот е Гушни го светот, на Facebook може да се видат фотографии и видеа. Јас ќе ја замолам режијата со фотографии од вашето патешествие да го илустрира овој разговор. Моето следно прашање ќе биде, ако временските неприлики ги ставиме настрана, што е тоа што ете во овие година дена и многуте земји што ги посетивте, можеби најнепријатно ве изненади?
Многу е тешко до овој момент да се одвојат најубавите или најлошите моменти. Во секој случај, ние на ова патување многу уредно водевме дневник во кој моравме да запишеме. Што е многу умно, за да не заборавите. Да, инаку толку се помина, ајде државите ги памтиме, меѓутоа толку места, толку луѓе запознавме, толку случаи се случија да едноставно единствен начин за да го запамтиме беше тој дневник кој го водевте уредно. Завршивме уредно до вчерашниот ден. Што значи тоа? Буквално секоја вечер на крајот од денот се пишува впечатоци? Да, буквално секоја вечер, бидејќи ниеден ден не наликува на претходниот. Никогаш тука, кога мислам додека бивме тука, деновите наликуваат еден на друг. Сепак стануваш наутро, идеш на работа, се враќаш ручек, кој излезеш со пријатели, тоа е отприлика денот. На вакво патување ниеден ден не наликува со другиот ден. Никогаш не имаш да знаеш што ќе ти се случи тој ден. И што е најбитно, не знаеш каде ќе преспиеш. Буквално не знаеш ништо. И мораш да водиш дневник за да знаеш каде си преноќил, што ти се случило тој ден, а секојдневно се случуваат некои работи. Што е тоа што ќе остане, еве конкретно во твојата глава како Па сега големо сеќавање од сето ова време поминато на мотор? Во моментот ако ме прашувате, ваѓа уште не сум средена. Една негативна случка што ни се деси во Индонезија кој излагавме, бидејќи бевме притворени таму. Наводно ни стекле визита. Не беше така, не можевме да се разбереме. Бидејќи многу внимававме да не претераме со визите, не можевме да се разбереме, не притворија. Среќа МНР се јавивме, ги плативме казните. Наводно што сме останале подолго во Индонезија, ни пропадна авионските карти за Австралија, моторот веќе беше пратен со брод и баш бевме во некоја многу лоша ситуација, многу далеко од дома, кај што нема македонци, немаш да се обратиш никаде за помош. МНР ни помогна, така да тоа во моментов ми паѓа за жал лоша случка. Имаше друга таква? За Тони можеби? Имаше повеќе случаи, значи и добри и лоши. Меѓутоа секоја земја низ која поминавме, мислам дека можеме да одвоиме по нешто позитивно и негативно. Бевме изненадени позитивно, да речеме, од државите низ кои поминувавме, кои ги третираме на некој начин како по-неразвиени, значи станува збор за Индонезија. Меѓутоа, пријатно бевме изненадени од приемот на жителите на тој дел од низ кој поминувавме, значи толку бевме топло примени, беа многу пријателски настроени кон нас, во секој момент сакаа да ни помогнат. Неколку пати побаравме помош и така со задоволство тоа го направија. Така да има многу случаи и убави и лоши. Претпоставам дека овие месеци на мотор не значеле буквално секој ден. Како што велиш, стануваш од Сабајле, пакуваш куферот и си на мотор. Имало тука и паузи, претпоставам. Нормално, затоа што спротивно физички не може човек да издржи. Да, јас би кажал нешто врска со тоа. Значи, како рекорд, што би го кажал, беа 2 недели континуирано, значи секој ден од Сабајле пакување и тоа рано на Сабајле, пошто да се избегнат големите вруќини. Мада не може да се избегнат никако, се вози цел ден и настемнување мораше да се прибереме, што би се рекло, дали е хостел, дали е некое сместување, дали па негде кај што немаше, можеше да преспиеме и на бензинска помпа. Но дали ете во тие подготовки вие, кога знаете дека денес споминувате, не знам, рута од 1000 километри,
Се информиравте дека посети 1000 километри има таму хостел, бензинска, некоја барака да преспиете или го Не. правевте тоа? Не, тие детали на не слепо? сме можеле да ги предвидиме од причина што и точно не знаеме колку ќе можеме да поминеме во еден ден. Значи, условите се различни. Како што кажа Силвана, имавме постојано таа рени сезона, што ја викаат они, во Индонезија, буквално секој ден врнеше. Сега, од врнежи до врнежи има разлика. Имаше некои многу обилни врнежи кои буквално не спречија да продолжиме и моравме да преспиеме на друго место. Така да, додека имавме сила, што би се вика, и можности, возевме. После тоа, ќе побараме сместување, во главном тие информации ги добивавме на Booking, или каде што Booking немаше никаква понуда за тие места, таму моравме да се распрашуваме по локалното население. За многу места од тие во Индонезија немате никаков податок. Значи, Како да не постои? Да, тоа не е како... А ние сме навикнати можеби на Booking и на други апликации каде што е лесно во Европа да се снајдеш. Бараш во близина, бараш... Во Суматра немаш таков податок. Ниту знаеш каде имаш за сместување, хотелите се реткост. Таму спиевме неколку пати во џамија, спиевме на бензинска пумпа. Ама сега на бензинска тоа не значи дека сте развлекле шатор, па Не, сте не биле можеш, под не. скриени, туку сте под Во ведро Врикја небо. на бетонот, тука под... Ни дозволија. Шатори немаше можности таму да се постави, затоа што во главном ноќите беа многу врнежливи, значи тоа такви... Да, вас би требала вистинска настрешница. Да, баш настрешница. Што се И вика. доволно беше во Вака кога вреќа. кажувате со оглед на тоа што ете, не знаеш каде ќе стигнеш за 2 дена или каде ќе завршиш вечерва, веројатно прави уште повеќе проблем, затоа што ако човек трне на толкова патување, треба да го избуџетира или да направи некаков план пред воопшто да тргне во ваква авантура. Вака сега, може би сте само 24 часа, што се вели, вратени, но не верувам дека низ глава не сте ги направиле веќе математиките. Колку вечинеше ова задоволство? Знаете ли? Па ние имаме некоја ориентационен податок. Меѓутоа, точно ќе знаеме кога ќе се со книговодството, пошто тие плаќања што беа извршувани со картица, и така да они ги имаат тие Податоци. попрецизни податоци, се уште немаше време да исконтактираме, да ги сумираме тие моменти, така да ја Заминувате мислам како дека пар. негде Ти си во улогата на совозач. Јас Да. прашав дали ти возиш па сте се менувале, но не било така, се знае кој е шоферот така. Сега, нели, технологијата дозволува, иако сте со кацига, да имате вие меѓусебна комуникација додека сте во возење, значи не е дека 12 часа сте молчеле додека сте Не, се не. возеле. Сега мене ми е посимпатично што дали што нели сепак сте пар. Недоразбирања и нели гачки мора да има. Да. Зашто беа тие најчесто и како ги надминувавте? Уф. Па, точно и не знам зашто, ама кога некоја атмосфера е напната, сеќи преча во моментот. Обично за глупости се тие кавги. Имавме комуникација меѓу нас со кацигите со Bluetooth. Обично кога ќе доеше до кавго возење, на тоа му беше многу едноставно. Ќе ја исклучи кацигата, така има едно големо дугме, само го допираш. Јас се зборам упразно, само едно време ќе слушам тит. Ќе сватам дека сум исклучено се. Како сцена од филм е ова. да, не може да се посочат некои посебни причини за Имаше за ли, тоа, например, меѓутоа, ти реков да не одиме по овој пат Имало, и да, слично, нели? Имало ситуации каде што и не го послушавме GPS-от, па ни беше нелогично, па сме тргнале по друг пат, па се види дека не сме во право и
И така, од таа причина можело да дојде до кавга, меѓутоа тие кавги секојаш завршува за многу кратко време. Па за тебе било кратко, пошто си гасел. Да, доволно, Никој саат позади. време ќе биде тишина и после више И се после почиње после постаро. пак да пиеме кафе. Да. Веројатно. Па нема со кој друг мораше со Да, мене. па тоа еден на друг, а би си дополнил нема. уште нешто. Значи, причините беа во главном се предизвикани од лошите услови, првенствено. Значи, големи врутини, па дождови, умор. И нормално е дека у една таква ситуација, па многу често и глад, и нормално е да у една таква ситуација да пукнеш. дојдеме до не треба После многу. ово искуство, кој ќе ви биде одговорот на прашањето која е и дали еве воопшто има предност на вакво патување да се тргне во пар? Па не само во Се пар. има затоа што барем има со кога се искараш. Да, на вакво патување и не е добро да се тргне еден мотор, а не само да не бидеме пар. Сам човек мислам дека многу тешко. Со мотори лошо и еден мотор кога го проаѓа тоа. Бидејќи не да боже што и да се случи, имаше пример пустињата што поминувавме во Австралија, се случува по па сигурно 40 на минути никој да не помина. Сепак си со мотор. Не да боже било што да се случи, има многу животински свет таму. На моменти размислував што би се случило ако се расипе моторот. Тоа не ви се случи, претпоставувам? Не, не се или? случи. Не. Да, добро. Не. Ако се расипе моторот или не може ако паднеме. Како гледаше тоа што е ваша најблиска околина на оваа ваша лудост пред да тргнете? И го ја имавте ли потребната поддршка или ви велеа дека тоа не ви е паметно? Во главном, да, поддржава. имаше секакви размислувања и коментари, некои го одобруваат тоа, некои го негира. Дури имаше и такви моменти кога вика дека вие не сте нормални на овие години сами, на токав пат, низ такви земји кои се многу малку познати за. Меѓутоа бевме упорни и издржавме до А крај. моментот физички да се издржи сето тоа ве плашеше малку? Па добро. Иако за ваква работа може да се каже дека се е во главата, нели? Да. Колку ќе издржиш и како, Тоа во но почетокот е. дали физичкиот момент ви беше дилема? Ние покушавме претходно да и физички на некој начин се припремиме, меѓутоа не е тоа доволно. Но со оглед на тоа дека не бевме временски стриктно врзани за одредена рута, значи тоа самите го одлучувавме на лицу места, кога ќе продолжиме патувањето, значи имаше ситуации кај што ќе преспиеме, па гледаме дека нема услови, преморени сме, ќе останеме уште една вечер таму или уште две, да се баш физички одмориме, да мораше и да се испереме повремено, пошто многу сме ограничени на мотор со облека и така натака. Така да помина тоа на еден таков начин и мислам дека успеавме во тоа. Меѓутоа, стекнавме едно огромно искуство, да наредното патување што го планираме за наредната година ќе ни биде многу поедноставно у тој поглед. Значи, многу работи дознавме кои се многу битни, врзани за. Например, што Па не баш- знаевте, а сега дознавте? Па не, мислев баш од ова што ви кажав. Значи, ние од почеток носевме некои работи кои на крај видовме дека уште не се потребни. А имаше и такви Што ви беа потребни, ги што ни беа немате. потребни, нема. Па дали ќе може да се земе таму или не може, тоа у тој смисол. Патници како вас по патот не стретнавте. Не, во Индонезија беше интересно, Суматра бевме многу интересно дочекани. Каде да застанавме, правиме пауза, обично се собираа сите околу нас. Ретко кој знае англиски таму.
некако успеавме да се разбираме. Познавам еден дечко што знае англиски. Они ни објаснува дека ни беше чудно како се понаша локалното население, како се понаша према нас. Бидејќи се стануваат на страни, не гледаат онака, имав чувство дека не гледаат како да сме паднати од Марс. И он ни објаснуваше дека во тој дел многу ретко идат странци, дека они, мислам дека кажем, 3 или 4 години, пред 4 години биле некои пољаци. И од тогаш не се појавил никој? Никој немало и вика, луѓево интересни сте им, затоа е таква реакцијата. Стварно беше невообичаена реакција на секој застанување. Сега некои од земјиве кои што сте ги поминале се вака екзотични, убаво звучат, некои баш и не се. Но во која еве од тие можеби би се вратиле со задоволство? Па кога би исклучиле Европа, ја би се вратил повторно во Австралија, затоа што Австралија е една земја која и поред незината големина има многу убава патна мрежа. Овде сте во Австралија со македонци во придружба, така? Не се лажам. Мислам дека не беа баш сите македонци, меѓутоа Сите беа македонци. Еве, овде има и Мерцедес со македонско знаме, ова со Не, сите се македонци. Да, тие придружба што има, па не, дори после и некои други се приклучија на ова беше кога тргнавме од таа зборно место. Ова е во Мелбурн. Да, ова е во Мелбурн, а ова е веќе од Сиднеј кој идевме према Плавите планини. Мислам, во една пештера, ова е многу интересна. Како секоја некоја многу позната Многу интересна е локација во Сиднеј и ни Јас мислам дека вие би се вратиле во Австралија затоа што таму малце повеќе сте имале време да се одморите отколку да возите и сега вие благодарност за нашите нашенци, ние стварно бевме многу добро пречекани во Австралија, се во изненадивме. Австралија претпоставувам дека домаќини што се однесува до сместувањето ви биле презадоволни. Ви биле нашите иселеници. Ова е веќе Барселона. Да, ова е Барселона. Ова беше празник Света недела. Да, пред Великден, кај ни беше Великден минатата недела. Така ни беше интересно. Вие сега имате многу материјал кој што треба да го ставите, што се ели на едно место. Ова е една година да ја спакувате во некој убав филм. Ете, фала Богу, сте воделе и дневник, па можете да се сетите односно ги имате сите детали на хартија, што ќе биде полесно во создавањето на некаква слика за тоа што сте поминале. Рековте дека уште овие два преостанати континенти за да ги посетите ќе ви треба сигурно уште една година подготовки, пред се заради финансиите кои што ќе ги бара и Африка и Америка да ги имате за да си ги дозволите, но еве една година порано, ако до година ова време тргнете повторно, може и од тука да ви испратиме, зашто да не. Што мислите? Дали буквално цела година вашите виуги ќе работат само на таа тема или ќе може да правите и нешто друго овде? Па добро, година не е мал период, веројатно и ќе се посветиме и на други работи, меѓутоа добар акцент ќе дадеме на тоа патување, затоа што тоа ни е поставено како задача. Па да, гушни го светот, нема да е светот без уште два, без уште два. И целото тоа би се заокружило, како што ни е планот да кога ќе се заврши се тоа напишеме една книга посветена на тие две патувања и материјалите што се соберат да се оформи некој како документарен филм кој би го овековечил тоа наше патување. Јас сакам да пояснам малце за гушнего светот ако може. Проектот не случајно го нарековме гушнего светот, бидејќи тргнавме со намера да промовираме Македонија, затоа возевме со македонско знаме, бидејќи ако не сте со знаме, знамето сепак останува во сеќавање. Секојаш визуелното е секој ќе се сети да, ова знаме го видов. Сакавме да биде и промоција на Македонија, гушнего светот беше наречено, сакавме да представиме Македонија како држава која што сака да го гушне целиот свет. Бидејќи ние сме мала држава, многу мирољубива,
И баш за тоа сакавме така да ја представиме. Имавме Да, задоволство на многу места да објаснуваме од каде сме и за во Азија скоро никој не знае. Па можеш да му објасниш дека е во Европа, за Балкан не знаат, дури за Европа некој не знаеш. А не па повеќе. Да. Так. Добро, Гушни го светот продолжува. Ќе ви посакам многу успех во оваа една година на подготовки, нови, јас така ќе ја наречам. Не дека нема да правите ништо друго, но сепак јас знам ако вакво нешто влезе во главата и уште ако се проба и излезе супер, тогаш немате избор освен да продолжите понатаму. Јас ви благодарам што на ден по овакво едно големо патување бевте со нас. Ние сме тука, еве, ќе ве следиме. Сега ако одите до Охрид, баш и не, ама ако одите подалеку, тука сме. Ви благодарам за вечерашното гостување. Вам почитувани ви велиме довидување од оваа зона на Студио 1, а се селиме во Централниот дневник. Останете со нас.